Здраво! Добре дојде тука на новата епизода на мојот подкаст. Во денешната епизода ќе зборувам зошто границите спасуваат животи, односно која е таа сериозна позадина која што ја носат границите, а дефинитивно навистина го спасува и нашиот живот, меѓутоа и туѓиот живот. Постојат неколку типови на граници, едни кои што се многу видливи и реално можеме некако да ги забележиме се географските, понатаму физичките, вербалните, телесните, психичките граници. И сега додека дел од нив се лесно видливи, овие психичките граници дефинитивно се невидливи и многу ни е потешко да ги опипаме, видиме, забележиме, па дури и да ги поставиме. Меѓутоа, тоа што се невидливи не значи дека не постојат, туку напротив, тие се клучни за среќен и за исполнет живот, како и нормално секојдневно функционирање. Ќе дадам еден пример, кој што верувам дека малку повеќе ќе разјасни. Да речеме, на психотерапија доаѓаат двајца исплашени родители и бараат совет. Му дадовме на синот кола, дома има секогаш наместено за јадење, собата му ја средуваме, добива пари колку што ќе посака. И еве го, тој само шета со другарите, дома не е прибран, дали ви се верува, дома не е прибран. Факултетот го остави затоа што не сакал да учи. Ајде да му велиме, не мораш да учиш, меѓутоа тогаш работи. Но тој не сака да чуе за работа, каква работа. Ние не разбираме веќе што да му дадеме друго, дали има некој психички проблем, да доаѓа ли кај вас, што да правиме. И сега нормално, родителот во оваа ситуација е многу исплашен и со право е многу исплашен. Но, ако забележиме и ако пробаме да видиме која е позадината на ова, ќе дадам уште една метафора. Замислете дека имате еден огромен, прекрасен тревник и исто така вашиот комшија има исто многу убав тревник, но тој никогаш не го одржува својот двор. Вие прскате многу вода, се грижите премногу, па дури ги оставате прскалките по цел ден да прскаат. Вашиот тревник со текот на времето почнува да скапува, тревата станува кафеава, а се гледате дворот на комшијата е зелен, убав, прекрасен. Водата што се излева од вашиот двор во неговиот е сосема доволна и тој нема потреба да го прска никогаш. Тој нема потреба да го наводни сам. Па сега ако се вратиме на примерот во ситуацијата со синот, дали синот навистина има проблем или станува збор за родителство, каде што родителот заборавил да постави здрави граници. Во овој случај родителите најчесто добиваат насока да поработат и на себе, односно да работат семејно затоа што со нивното дете нема проблем. Тоест, проблемот се наоѓа таму затоа што најверојатно овие родители премногу му дале на тоа дете. Односно биле премногу добри родители, без да постават здрави граници, односно не само што не поставиле здрави граници, туку воопшто границите ги нема. Како знаеме дека ги нема? Затоа што ова дете доколку ги имало границите или доколку биле јасни на некое место, дефинитивно ќе морал или да учи или да работи. Скоро секогаш другата страна во оваа ситуација се чувствува многу збунето, шокирано и во неверување. Зарем треба да престанат да му даваат на синот? Одговорот ќе биде да, што не значи дека ќе престанат да даваат се, туку во одреден период ќе постават одредени граници, односно ќе престанат да даваат одредени работи, како синот би можел да стане и да стане малку на две нозе и да стане поодговорен за себе, односно да му дадат и него шанса да се бори за себе си. Родителот е тој кој што му дава крилја на своето дете, но исто така го учи и да лета. Секако овој процес нема да биде ниту едноставен, ниту брз, затоа што оваа приказна станува збор за поголемо дете. Меѓутоа, идеално би било, нормално, доколку би постоел еден единствен прирачник како да се направи ова, но вистината е дека сите сме различни и уникатни и затоа е невозможно да постои едно правило за сите.
А кога станува зборот за границите, важно е да се знае дека границите не треба да бидат ниту препопусливи, ниту преригидни, туку напротив, треба да сме свесни дека границите се местат свесно, согласно сите внатрешни и надворешни аспекти во одредениот момент. Тие се менливи, флексибилни и селективни. Што значи дека родителот во овој случај, да, може би одреден период, доколку се случува нешто надворешно или внатрешно кај тоа дете, ќе дава малку повеќе, меѓутоа одреден период ќе биде поригиден и ќе дава малку помалку. Сега нема да оди во екстремите, туку тоа е секогаш некаде околу средината. Не е можеби точно на средината, но околу средината, што не значи дека во одредени моменти и екстремот не е пожелен. Границите се она нешто кое што не дефинира нас. Тие се тие што не кажуваат што сме ние, а што не сме. Не насочуваат и не покажуваат точно каде завршуваме ние, а од каде почнува другиот. Исто така тие истовремено ни даваат и чувство на собственост. Ни даваат слобода, но и одговорност. Ни покажуваат што е наше, за да можеме да се грижиме за него, а исто така ни покажуваат и што не е наше, како би знаеле до каде може да одиме и колку можеме да бараме. Сега тука го нагласувам тоа дека границите се тие што ни даваат одговорност и слобода. А ова се двете најубави аспекти кои што секој од нас ги посакува, како би можеле да имаме мир, спокој и поквалитетен живот. Сушност, поставувањето на граници и прифаќањето на одговорност ќе спасува животи. Зошто е тоа така? Затоа што здравите граници, лични граници, ни помагаат да изградиме повисока самодоверба, ни даваат јаснотија кои сме ние, што сакаме, кои се нашите потреби, а кои се нашите желби, и исто така кои се нашите вредности и вредносен систем кој што си го носиме, го носат фокусот на нас и на нашата добросостојба, ни помагаат да одржиме подобро ментално здравје и емоционална добросостојба, не одвлекуваат, односно ни помагаат да не западнеме во burnout или синдром на прегорување, ни помагаат да изградиме независност, да имаме поголемо чувство за нашиот идентитет и да имаме поквалитетни односи не само со нас, туку и со сите други личности во нашиот живот. Сушност, доколку ние не изградиме и не научиме да поставуваме здрави граници во нашиот живот, сето оно кое што се трудиме да го постигнеме, да го направиме, да го развиеме, по некое време ќе се сруши, односно ќе се прелее и ќе го снема. Па така, сетете се доколку некогаш сте биле на диета во вашиот живот, сте ослабеле, меѓутоа во моментот кога сте ги разместиле повторно границите, килограмите се вратиле. Позадината за ова е психичка и секогаш се поврзува со границите. Ова е првата епизода од еден мини серијал за границите, кој што го подготвив, како би можеле сите заедно да ја кренеме свеста за значајноста на границите во нашиот живот. Ви благодарам на вниманието, се слушаме во наредната епизода.